Добро утро и од мене и во овие минути резервирани за женските теми, наша соговорничка денеска е Тона Карева, представничка на платформата за родова еднаквост. И ќе зборуваме за повторно за случајот јавна соба. Имено пред 10 дена беше донесена судската пресуда за двајцата обвинети, администраторот и координаторот на ова јавна соба. Меѓутоа, вие излеговте со една реакција во јавноста. Тотално сте незадоволни од тоа како е од пресудата всушност и од тоа како практично доби разрешница овој случај и велите за илјадници жени и девојки нема правда. Така, ја ви благодарам на поканата и ви благодарам што повторно одвојувате време за овие важни теми, затоа што можеби повторно зборуваме на темата, но очигледно дека имаме потреба да зборуваме затоа што илјадници жени и девојки остана без никаква заштита од тоа што го очекуваат да добијат некаква заштита од системот. Нормално дека излеговме со реакција каде што велиме дека од ваквата пресуда не сме задоволни. Всушност ние сме незадоволни од целото постапување на органите, заради тоа што опфатено е со ваквата пресуда само едно кривично дело и само двајца сторители. Факт е дека може да бидат опфатени повеќе кривични дела и повеќе сторители и целото постапување да беше со поголемо внимание и со принципот, всушност почитување на принципот на должно внимание, зашто и институциите всушност имаат обврска да го почитуваат. Само двајца сторители. Колку сторители според ваша слободна проценка имало? Илјадници, повеќе од илјадници. Илјадници сторители зборуваме? Зборуваме секој учесник во ваквите во самата јавна соба што бил учесник во самата група е на некој начин сторител на делото, затоа што со самото учество ти го поттикнуваш сексуалното вознемирување на овие жртви. Имало над стотици илјади слики, над стотици илјади слики и фотографии што ги имало низ групите, што го пишува и во самата пресуда. Што е скандалозно. Ако предпоставиме дека речиси секоја била од различна жена, тоа се стотици илјади жени и девојки. Да, тоа е сериозно. Да. Добро, како според вас, кои се тие кривични дела кои што не беа всушност за кои што не беа товарени овие сторители што беа фатени во овој случај уште пред повеќе од една година, случајот беше обелоденет во 2020 година, се случија многу реакции, протести на жените јавни, на активистите од платформата за родова еднаквост. Сега, моето прашање е како да се постапува понатаму? Овој случај реков, барем пред надлежните речиси затворен, но што понатаму? Знаете како, измени на кривичниот законник се направени со цел да се кривичниот законник да се усогласи со Истанбулската конвенција и моментално имаше и во декември имаше јавна расправа во собранието. Моментално се во собранието. Со донесување на тие измени на кривичниот законник што моментално се во собранието ќе се е опфатено сексуалното вознемирување како на онлайн просторот што е всушност и случајот јавна соба, така и физички сексуалното вознемирување. Така да кривичното дело што всушност е сторено во самата јавна соба е сексуално вознемирување кое што би требало да се опфати со кривичниот законник доколку се донесат измените што моментално се во собрание. И од тука и побаравме во самата реакција итно донесување на измените на кривичниот законник, со цел да се усогласи и кривичниот законник со Истанбулската конвенција и да може да се опфати ова кривично дело за да се гони на начин кој што би бил соодветен и на начин што самите жртви ќе добијат заштита на она што го претрпеле. Затоа што жртвите се уште трпат, имаат последици од самата случка, односно од јавната соба и ние не би можеле да кажеме какви се, затоа што секоја жртва индивидуално си ги носи последиците. Да, но можеме да претпоставиме тоа се травматични искуства на соочување и со јавноста, и со навреди, и со закани, и со вознемирување од други видови, можеби и нешто друго, не знаеме како што велите. Сега конкретно за барањата, кои се вашите барања?
Првично, како што кажав, барам итно донесување на измените Тоа на го кажав, законот, за да се усогласат со Истанбулската конвенција. Потоа бараме согласување на законот за кривична постапка со Истанбулската конвенција. Бараме институциите да постапуваат согласно принципот на должно внимание, да имат темелни истраги, за да може да бидат опфатени сите оние сторители кои што вршат ваков, мислам во конкретниот случај, односно и во сите идни случаи кои што се појавија, пошто потоа нели се појави јавна соба 2, и во последно беше актуелна Facebook групата со фотографии каде што се врши сексуално вознемирување на жени ромки. Бараме понатаму постапување во тој случај за Facebook групата со кој што сексуално беа вознемирувани жени ромки. Бараме едукација на сите вклучени и на јавните обвинители, и на судиите, и на адвокатите, и на сите институции со цел постапување во овие случаи на еден сензибилизиран начин кој што е соодветен за заштита на жртвите. Велите, има уште случаи, но тие не се објавуваат, еве ова со жени ромки, тоа го знаете вие и евентуално не се зборува многу, сакам да кажам, за разлика од првиот случај на јавна соба, кој што беше стварно голем скандал. Да, само ваквите продолжувања на кај што се случуваат исти работи, како јавна соба 2 понатаму втората група, како случајот со жените ромки, како можеби илјадници случаи кои што моментално не ги знаеме, се само доказ дека нели мора да се постапува и мора да промениме нешто за да ваквите случаи ги ставиме на минимум, а не да бидат секојдневие за кои што како што велиш не се зборувало, нормално затоа што нели веќе под наводници станало нормално, а не би требало да стане нормално. Станало неинтересно и за медиумите, бидејќи се повторува истиот случај практично. Точно. Сега, дали мислите дека, што мислите всушност дека може најпрво да се оствари од овие ваши барања, со оглед на тоа што едукацијата на судските власти би бил еден подолгоречен процес, да речеме? Секако. Тоа е процес кој што нели нормално не може преку ног да се случи и трае подолго време, но во секој случај измените на кривичниот законник се нешто што навистина може да се случи брзо, затоа што веќе се во собраниска процедура, имаше јавна расправа и затоа го повикуваме отворено собранието да што поитно ги донесе измените на кривичниот законник. Тоа би било нешто што според вас. Добро, и за на крај, како ќе постапувате за овој случај јавна соба, бидејќи според вас овој случај не е завршен, иако се донесени пресудите во првостепените судови? Знаете како, не можеме ние да влијаеме на судството каква одлука донело, само можеме да влијаеме нели да реагираме на пораката која што оваа одлука ја праќа, таа е да само двајца сторители се казнети во конкретниот случај. Нормално дека ќе следиме во случај нели да има жалба и апелација да одлучува, да видиме каква ќе биде и апелационата одлука. Добро, Тона Карева од платформата за родова еднаквост беше гостинка во нашето студио во утрински брифинг за разрешницата околу случајот јавна соба. Ви благодарам многу што се вклучивте и ве чекам повторно да дојдете кај нас за некоја друга ваша активност.